А во наредните неколку минути би требало да се вклучиме со нашиот линк од црвениот тепих пред Александар Палас хотелот, каде што за некој момент, за 10 на 15 минути ќе почне доделувањето на нешто што се нарекува Story Awards, значи награди за оние кои што имаат некаква општествена улога кои што одиграле, а во кои што според нашите добри информации овие двајца што ги гледате на екран, тоа е колешката Жане Лупевска, Снежана Лупевска од редакцијата Код на телевизија Телма и нашиот главен и одговорен уредник Ацо Кабрамов. Мислам дека ќе бидат меѓу носителите на некои овие одличија. Добре вечери на двајцата, се надевам дека ме слушат. Добро вечер, Сашо. Добро вечер, да, се слушаме одлично. И Жане, што мислиш дека ќе добиеме некоја од наградите, ајде да видиме. Така ми Штом шепна. сме заедно тука, нешто добро ќе видиме. Така ми шепна некој врапче дека ќе има таму некое додување награди. Жане, долги години работиш истражувачко новинарство, Код е веќе етаблирана емисија, не знам која поред ви оваа награда. Се прави ли се потешко или се прави полесно истражувачко новинарство во Македонија? Истражувачкото новинарство го почнавме со ентузијазам. Драго ми е што е Ацо до мене, затоа што ги знае почетоците. Јас се гордеам со Жане, она ја викам моје дете, бидејќи почна новинарство во А1 телевизија пред 20 и кусур години Така што Ацо ги и знае стана тие. вистински истражувачки, еден од најдобрите Значи, истражувачки тој ги знае новинари. нашите почетоци ентузијастички, меѓутоа, како и се во Македонија, истражувачкото новинарство имаше и подеми и падови, потешки и полесни периоди, и јас ќе кажам дека полесни периоди беа оние кога имавме директни закани, знаевме од каде доаѓаат притисоците. Потешко беше во времето кога некои центри на МОК тоа го правеа, но битно е што ние обстанавме. Од 2007 година сме, така што е веќе 12-та година кој обстојува со истражувачкото новинарство заедно со целиот тим со кој што еве работиме. Се надевам дека имате намера. Ја бранува јавноста. Се надевам дека имате намера, Жана, да продолжите барем уште едно 10 години, бидејќи ќе има за истражување во Македонија многу. Па, за жал има се уште за истражување многу. Со Миомир Серафиновиќ и Билјана Николовска не е лесно да најдеме секоја седмица тема која што би ја обработиле целосно и би имало некаков фидбек. Најразочарувачки е кога ние нотираме, забележуваме, прикажуваме одредени истражувања и работи кои што не се во ред во општеството и кои не се поправаат, па мораме да ги повториме, но ете, сигурно уште 10 години ќе истражуваме. Честитам и на тебе и на целата екипа на Код. Ацо, ти си таму во својство на главен уредник на еден телевизија која што за неколку дена ќе наполни 1 година од своето постоење. Мислам дека и ние ќе закачиме некаква награда, но повеќе од наградите, бидејќи наградите се добре дојдени, меѓутоа тие не се најсуштествени во животот. Какво е твоето искуство со 1 година Еден ТВ? Со оглед на еден ТВ, да, ми беше на вистина предизвик во моментот кога претходно веќе мислев дека ми е доволно од телевизии и дека треба да се повлечам, да си живеам спокојно дома, но ете, некако ме заголица тоа објаснувањето на Бојан дека што сака да прави од каква се телевизија сака да прави и такви какви што беа зачмаени по големиот дел од телевизиите, помислив дека може да направиме нешто ново. Е сега колку успеавме, тоа е гледачите да го оценат. Ние мислиме дека направивме доста, но уште многу пат има пред нас да го изодиме за да направиме вистинска најгледана телевизија во државата. Јас ви благодарам и на двајцата, знам дека манифестацијата ќе почне за некоја минута и знам дека и вие треба да бидете внатре, а меѓу другото и Еден ТВ ќе прави директен пренос од сето тоа таму. Ви благодарам уште еднаш и честитки за двајцата. Благодариме.